Европската куќа Скопје во понеделникот го славеше својот 4ти роден ден, токму на денот на роденденот на градот, 13 ноември, денот на ослободувањето. Символично настанот се одржа во Централната пошта, зграда која што за жал по пожарот се уште не е соодветно реновирана, но како символ за реконструкцијата на Скопје после катастрофалниот земјотрес, таа и денес испреќа силна порека за убавината на македонската архитектура, но и за непобедливиот дух на метрополата, дух што младите генерации секако го носат. Токму затоа Европската куќа својот роден ден го одбележа со конкурс за архитектонски и урбанистички дизајн, Скопје на новата генерација. Го прашавме амбасадорот Дейвид Гир, какво треба да биде Скопје на новата генерација? Today's event is talking about young people. It's talking about the city of Skopje and what it can offer to young people and what young people can bring to it. And I think the challenges for young people these days is to really have a modern city but which responds to their needs and is also future-proof. And so that means an open city, an inclusive city, and a sustainable city, a green city for the future. And what we've seen here are plenty of ideas how to make this city more diverse, more green and more sustainable, a place for the future generation, but also for people today. На конкурсот пристигнаа 12 пријави од 24 млади архитекти, а победи Антонио Груевски со проектот Лотос за неа, посветен на легендарната фонтана во градскиот парк во форма на лотос. Тој вели дека проектот сакал да оддаде почит на жените архитекти кои учествуваа во развојот и реконструкцијата на градот после земјотресот. Проектот се вика Лотос за неа, посветен е за авторката на самиот цвет лотос, за фонтаната Лотос, Мирјана Волинец. И на некој начин се труди да го врати сјајот на минатиот плочник, кој што она го има смислено тамо, но и на некој начин да додадам и нова вредност на самиот проект, мислејќи на новите предизвици од 21. век, како климатските промени, како енергетската ефикасност и еколошките материјали. На некој начин сакав да одделам почит и на архитектите и градителките кои го изградија Скопје после 63-та, затоа што за нив многу малку се зборува, а многу се значајни за развојот на градот после земјотресот. Секако, во самиот проект направив еден меморијален парк, каде ќе се посвети се едно дрво за сите нив кои се учествувале во обновата, а еден црвен јавор посветен на самата авторка на проектот Лотос. Секако мислев и на следната генерација која ќе се развива во тој простор, како што и јас самиот се развивав во некој период на самото место, мислејќи на новите трендови во светската архитектура, како само одржливата фарма, градска фарма, како зачувување на пчелите во паркот и секако LED технологијата, полначите за електронски автомобили и рециклирањето на отпадот кој за жал таму го има во големи мерки. Инаку Европската Унија преку проектот Европска куќа отвори исклучителна платформа за новите генерации македонски граѓани кои ги споделуваат вредностите на Унијата. Тоа е денеска етаблирано катче, место каде младите можат да ги адресираат своите проблеми, да разговараат за предизвиците што ги имаат, но и место за дружба, место каде можат да творат и да бидат креативни. Europe House уште од своето создавање го креираме како еден креативен вруток, како еден вруток на младелачка енергија и на прогресивна мисла. Таквата младелачка енергија и таквата прогресивна мисла овој пат за нашиот 4 роден ден ја насочивме токму кон архитектите и им да оддадовме место тие да го создадат Скопје на новата генерација. И не случајно го одбравме 13 ноември да биде датумот кога ќе го прославиме 4-тиот роден ден на Europe House, затоа што тогаш е ослободувањето на Скопје. А символички на тоа сакаме да го представиме и символичното ослободување на младелачката енергија, на креативните идеи и на прогресивната мисла. И ние силно веруваме дека да, Скопје радости ќе бидеш. Денес Europe House Скопје закружува 4 години успешна приказна заедно со младите,
4 години заедно се развивавме со Europe House, давајќи ни можност да покажеме дека покрај тоа што сме иднината, ние сме и сегашноста и дека нашиот глас треба да бидат слушнат. Ние раснавме од средношколци, станавме студенти, а Europe House се развиваше низ територијата на целата земја, покажувајќи дека има гласови кои што треба да се слушнат и надвор од Скопје, децентрализирајќи се и спојувајќи ги тука и ставајќи ги во една успешна приказна. Марија Бургиева, која исто така е млад европски амбасадор, вели дека исклучително важно што идејата на Europe House не се однесува само на Скопје, туку е расширена низ целата земја. Europe House представува платформа во која што им овозможува на младите да ги реализираат своите идеи и прекрасното нешто е тоа што не го прави тоа само на централизирано скопско ниво, него користејќи својата мрежа представува една иновација и напредок во однос на децентрализирање и овозможување на младите од руралните средини исто така да имаат можности да реализираат идеи, да смислуваат проекти, да прават нешто што е за добробит на заедницата. Такво нешто и моментално е тоа што и на нас, како млади европски амбасадори, ни овозможи да креираме настан кој што ќе биде во пресрет на КОП28 и ќе овозможи да представиме идејата на младите како може да играат улога во заштитата на животната средина. За амбасадорот ГИР, најголема гордост е што младите луѓе веќе јасно ја препознаваат мисијата и визијата на овој проект и се исклучително активни. I think we're really proud of the fact that we've had so many people coming in and taking part in many, many different events. You know, in the last year, we've had more than 700 events across the Europe houses, bringing thousands of people in, helping young people in particular to come in and believe that they can make a difference, that they can be involved in shaping their future, that they can bring important ideas, put them on the table and discuss it. Now we've had loads of events in the park, events in many of the houses across the country, with media, television, etc. But I think the most important thing is the fact that it's been young people at the center of it all and driving it all. Амбасадорот смета дека ова е особено важно во време на една општа апатија, што представува ризик за демократијата, не само кај нас, туку и глобално. Затоа неговата порака за крај до младите граѓани е недвосмислена. I think for young people I would say, stay engaged, be active, come together, talk about the things that matter to you and play a role in shaping your future because you can do it and Europe House is here to help you.